Господине Мицковски, на почеток ви благодарам што ја прифативте поканата за овој разговор и да почнеме веднаш. Остваривте непосреден контакт со граѓаните на Битола и Ресен, тие со вас ги споделија нивните проблеми и така ќе ви помогнат да ја напишете програмата за парламентарните избори, на што најмногу се жалат граѓаните. Најпрво им благодарам на поканата и можност еве директно во вестите да се вклучиме овдека од Ресен. Веќе обновата за Македонија практично трае повеќе од недела дена. Ние сме присутни на терен, разговараме со граѓаните, она што го ветивме тоа и го чиниме. Ги слушаме нивните проблеми, бидејќи знаете граѓаните се чувствуваат безпомошни, бидејќи веќе долго време никој не ги слушнал нивните маки, нивните проблеми. Често пати доаѓаат политичарите, кажуваат што направиле, создаваат впечаток и креираат големи очекувања, но веднаш потоа се заминуваат и никогаш не ги посетуваат повтор пат за да дадат отчет на тоа што го ветиле. Ние поинаку одлучивме да функционираме за време на оваа наша турнеја, би ја нарекол, низ Македонија, односно да разговараме со граѓаните, да ги слушнеме нивните маки, да ги слушнеме нивните проблеми, а можам да кажам дека тие се големи. До сега имаме повеќе од 10.000 проблеми кои што и прашања кои што до ВМРО ДПМН и до практично коалицијата за подобра Македонија ги доставија граѓаните на Македонија. Истото денеска се случува и тука во Ресен. Она што го очекувавме тоа и практично го видовме овдека во Ресен. Најголем проблем представува откупот и пласманот на јаболкото, бидејќи знаете во Ресен изминативе години тоа представува навистина суштински и сериозен проблем. Се разбира доцнењето на субвенциите, ветените, а не исполнети очекувања кои што ги даваше најпрвен за време на предизборијата во 2016-та Зоран Заев и СДСМ, а потоа откако ја формираа владата, доцнењето на исплатата на штетите од природните непогоди и така натаму. Овдека, како што можете да забележите, исилувањето на младите исто така еден акутен проблем кој навистина ги тишти и представува сериозен проблем за ресенчани, како што впрочем и во најголемиот дел од Македонија представува проблем исилувањето на младите, тешкиот живот, безпарицата, безработицата. Генерално тоа се проблемите, но имаме и специфични тематски проблеми на кои што во периодот кој што следи ВМРО ДПМН ќе даде јасни концизни одговори во првиот интерактивниот дел од програмата, за да може секој еден граѓанин кој што го презентирал својот проблем со средната мака да го слушне и нашиот одговор на неговото прашање, но и да го види нашето решение доколку понудиме такво решение. Доколку навистина не можеме да понудиме решение, имаме одговор зошто не можеме да понудиме решение. Сакам еднаш за секогаш да понудиме поинаков пристап, а тоа е пристапот на честитост, честност и отчетност, а не лаги пред граѓаните кога се бара гласот на избори, а потоа никаде да не нема, да се заседнеме во дебелите кожни фотели и да ги газиме црвените персиски килими во државните институции, да заборавиме на оно што сме го ветиле. Напротив, ВМРО ДПМН Народна партија, емеју граѓаните и со оваа наша повторно ќе ја наречам турнеја низ Македонија, тоа го покажувам и го докажувам. Вчера го промовиравте тимот од 16 соработници. Како ги избравте овие луѓе и зошто баш тие? Тимот од стратешки соработници ќе се проширува во периодот кој што следува. Се разбира, ова се врвни професионалци, она кое што не поврзува со тие личности е нивното родолюбие, нивниот патриотизам и желбата за да се приклучат кон обновата за Македонија. Наистина, безусловно, овие врвни личности со големи вредности, со голема мотивација и посветеност прифатија да бидат стратешки соработници мои, а со тоа и да помогнат во обновата за Македонија. Директно ќе бидат вклучени во изработката на визијата, стратегијата, плановите, новите политики на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН, а во иднина се разбира тоа све ќе биде преточено и во политики на идната влада која што ќе ја формира ВМРО ДПМН. Нивниот квалитет, професионално портфолио, животно портфолио, искуство, навистина се една голема гаранција и ќе представува голема додадена вредност во креирање на идните политики на ВМРО ДПМН. Јас и во минатото со голем дел од овие луѓе сум соработувал, без исклучок со сите лично се познавам и можам лично да гарантирам за една успешна и плодна соработка со овие луѓе, а бенефитите од една таква соработка без никакви фрустрации, без никакви комплекси, напротив,
пред се морам да напоменам дека станува збор за надпартиски луѓе и нивната мотивација и желба да се приклучат кон обновата за Македонија ќе гарантира подобрување и изградба на држава каква што Македонија заслужува да биде и онаква држава каква што граѓаните посекуваат од нас политичарите да изградиме. И вие сте на терен, од утре стартуваат и вашите политички опоненти, се чини како да сме во една предизборна кампања, кога станува збор за предвремени парламентарни избори. Вие рековте дека март е добар датум, од друга страна премиерот Зоран Заев вели октомври, што е многу блиску до редовните парламентарни избори. Има ли некаква најава за нова лидерска средба и ќе успеете ли да се најдете некаде на средина? Има една суштинска разлика помеѓу обновата за Македонија и правиот пат, како што вчера го нарекува од СДСМ, а тоа е што ние сме на плоштадите, на улиците, помеѓу граѓаните и разговараме лице во лице, очи во очи со нив. Ние не ги бираме гостите на нашите настани, туку гостите нас не бират, односно доаѓаат, се жалат и кажуваат своите проблеми и така натаму, додека пак она што го прави СДСМ е практично затварање во сали, нарачани гости кои што предпоставувам ќе поставуваат нарачани прашања да го величаат лидерот кој што нели така исцрпно ќе кажува, но секако ќе бидат заборавени теми или забранети теми како што се рекет, тендерашко и останатите слични теми како таа на тие трибини и мислам дека она што го направија представува еден вид помалку бледа реакција на тоа што ВМРО ДПМН го прави периодов наназад. Но добро е што еве вака и од позиција на власт учат и копираат од опозицијата, има што да научат, нека продолжат. Ние ќе продолжиме да се среќаваме со граѓаните на плоштадите, на улиците, во малата, ќе продолжиме да разговараме очи во очи, да разговараме, да ги прифаќаме критиките за она што можеби во минатото како политики на ВМРО ДПМН нанесле штета некому, да ги слушнеме нивните аргументи, онаму каде што треба навистина и ќе ја прифатиме таа вина, онаму каде што имало добри политики во минатото, тие политики да ги надградиме и прошириме, но истовремено, како што реков, со тимот на стратешки соработници, заедно со комисиите на партијата, извршниот комитет, останатите партиски органи да понудиме еден нов правец, една нова визија за Република Македонија, онака како што нашата Македонија требало да изгледа. Има ли најава за некаква нова лидерска средба и дали може да договорите датум за предвремени парламент? Па кратко ќе одговорам, станува збор за повторно новинарски шпекулации, разноразни брифирања кои што доаѓаат од кај СДСМ, предпоставам постои какафонија и раслоеност во креирањето и канализирањето на ставовите од СДСМ, една структура брифира ке имало, друга структура брифира ке немало, трета структура нешто трето, но на кое што е вистиното во моментот е дека нема приближување на ставовите по отворените прашања. Ние рековме дека можеме да имаме лидерска средба доколку има некакво поместување, односно приближување на ставовите. Ке повторам, нашата позиција како ВМРО ДПМН во однос на законот за јавно обвинителство е принципиелна. Почитување на законите, почитување на уставот, безусловно. Нивната позиција е политички прогон и гонење на политичките неистомисленици. Мислам дека при едни вакви позиции тешко дека можеме да најдеме договор при било каква евентуална една лидерска средба. И уште едно актуелно прашање, поранешни партиски функционери на ВМРО ДПМН најавуваат дека е можно формирање на помали политички партии доколку вашата партија не ја смени реториката. Дали ќе успеете да го обедините членството? ВМРО ДПМН е обединета, ВМРО ДПМН е окрупнета, последните резултати од претседателските избори тоа го покажуваат, но истовремено и легитимна е желбата на власта, легитимна е желбата на СДСМ и Зоран Заев да прават еден вид проблеми во рамките на опозицијата и тоа е една легитимна постапка. Така што сето она кое што би значило атомизирање било какво, па дури и во рамките на некои незначителни процеси, во случајов самом одговара на СДСМ и Зоран Заев. Јас сите оние кои што сакаат да ги презентираат своите мислења, ги повикувам, тоа често пати го правам на настаните и на моите јавни говори, да дојдат, вратите се отворени, да поразговараме, да ги слушнеме аргументите и така натаму, но се разбира, треба да видат сите оние кои што имаат различни мислења подготвени да ги слушнат и нашите аргументи. Но да сумирам, атомизирање на процеси во рамките на ВМРО ДПМН во овој случај му одговараат само на СДСМ и Зоран Заев, што впрочем представува и легитимна битка која што СДСМ и Зоран Заев ја водат против ВМРО ДПМН. За тоа потребни се предпоставувам определени луѓе да ја спроведат
таа нарачка, така што тоа е тоа, отприлика тука би се задржал на вашето прашање.